Поштовани гледачи, добродојдовте во уште едно отворено студио на телеканал А1. Фондот за иновации и технолошки развој, програмите, проектите кои што се отворени за финансирање и развој на иновациите и технолошкиот развој, тоа ќе биде тема на ова наша денешна емисија. Затоа наши ваша гостина е првиот човек на Фондот за иновации и технолошки развој, Јасмина Поповска. Господи Поповска, добродојдовте во емисијата на отворено студио на телеканал А1 во Струмица. Благодарам за поканата и можноста да на вашите гледачи им ги доближиме оние инструменти кои што се на располагање. Ете така. Најпрво едно кратко запознавање со Фондот за иновации. Тој постои како посебно независно тело, каква е неговата позиционираност во ова множество на институции кои што ги имаме? Фондот за иновации и технолошки развој е државна институција, фонд кој што е формиран некаде на крајот на 2013 година од владата на Република Македонија, согласно Законот за иновацијска дејност кој што беше донесен некаде во мај 2013 година. Фондот има директно одговара пред владата на Република Македонија, значи не сме во состав на друго министерство и самата институција замислена да биде независна во доменот на поддршка на приватниот сектор пред се, во нивниот финансирање нивни иновации, нивни проекти кои што се однесуваат на развој, на тестирање, на дизајн на нови производи и услуги. Така, од излагањето на експертите кои што секој пат како клучно ја става иновацијата и технолошкиот развој за развој на производството и воопшто за формирање на создавање на профит, верувам дека во овие 4 години била и заинтересираноста на самите правни субјекти голема. Во овој правец во моментов имате два активни огласи, да ги кажеме, за грантови, за грантирање, за разлика од тие други инструменти кои што ќе ги продискутираме за кофинансирање, за грантирање. Едниот е за до 30.000 евра, а другиот за до 100.000 евра. Може ли да подетално околу овие огласи кои што уште еднаш ќе го повторам се активни до 3 мај? Се работи за два инструменти кои што ги има Фондот за поддршка, кои што најактивно ги работиме. Можам да кажам дека ова е четврт отворен повик на кој што предпријатијата може да достават предлог проекти. До сега објавивме 3 повици и финансиравме вкупно 36 предпријатија. На овој повик имаме на располагање 1.450.000 евра и планираме да поддржиме околу 15 млади компании и 10 микро, мали и средни предпријатија кои што воведуваат и комерцијализираат иновации. Овие два инструменти се и најинтересни за предпријатијата, бидејќи до постоењето на фондот, да кажеме дека имале ограничени можности за да ги финансираат нивните проекти. Се работи за инструмент кој што поддржува стартап и спин-оф предпријатија. Условите кои што ги даваме таму се до 30.000 евра финансиска поддршка, односно до 85% од вкупниот буџет на проектот, така што самиот проект некаде би бил, ако максималната сума се побара од фондот, би бил некаде 35.000 евра. Очекуваме дека предпријатието ги обезбедува дополнителните 5.000 евра. Во однос на овие грантови се работи за кофинансирани грантови, токму поради тоа што заеднички учествуваме со предпријатието со цел да го споделиме и ризикот, меѓутоа и успехот во иднина. Кај овие грантови, стартап предпријатијата, тоа се млади компании со иновативни решенија, имаат можност да побрзо ги развијат своите иновации, побрзо ги пласираат на пазарот и на тој начин да бидат поконкурентни и обезбедат некаков раст за сопствениот и бизнес, и нови работни места, и продажба и надвор од Македонија. Во однос на вториот инструмент за комерцијализација и иновација се работи за сличен инструмент, значи слични активности финансираме, меѓутоа овој инструмент може да аплицираат и микро, мали и средни предпријатија кои што се во позрели. Значи не мора да се млади компании до 6 години како кај другиот инструмент, туку може да се и постари компании и тука износот е 100.000 евра, меѓутоа поддржуваме 70% од вкупниот буџет на проектите, што значи дека останатите 30 треба самото предпријатие да ги финансира. Нешто што е интересно тука е што ја потекнуваме таа соработка помеѓу самите предпријатија или предпријатија и факултети од другата страна или истражувачки организации, институти, со цел да има некаква синергија од соработката и да
се искористат капацитетите можеби на 2-3 партнерски организации. Овој повик трае до 3 мај. До сега организиравме бројни инфосесии, имавме и во Струмица, и во Битола, во Прилеп, наскоро ќе биде и во Охрид. Така што го заокружуваме целиот процес и се надевам дека од сега натака предпријатијата ќе искористат нашата можност која што им ја даваме да достават предлог проект. Така, во оценката во оценката и евалуацијата на пристигнатите проекти, секако тука вклучувате и меѓународни експерти, сакајќи претпоставам на тој начин да ја зајакнете и независноста и транспарентноста на самата организација. Кој го сочетунува тој комитет кој што дава оценки и какви се нивните впечатоци? Дали во овие 4 години проектите кои што стигнале до вас како Фонд за иновации и технолошки развој се носат со некои светски параметри на квалитет, дотаму дури да се поконкурентни и да имаат, да речеме, таа конкурентност да може да ја пласираат на меѓународниот пазар? Токму комитетот за одобрување на инвестиција тој што целосно одговара за тоа на кое предпријатие ќе се доделат средствата. На тој начин се потрудивме да обезбедиме една транспарентност, објективност и квалитет на самиот процес на донесување одлука, затоа што се работи за комплексни проекти. Оние проекти кои што доаѓаат кај нас треба да процениме најпрво дали се иновативни, дали се изводливи, технички и дали имаат навистина потенцијал да го освојат пазарот, односно тимот дали има капацитет да го донесе тоа на странски пазари. Комитетот е составен од 4 меѓународни експерти кои што се објавени нивни кратки резимија на нашата веб страница и секој може да види кои се тие луѓе и тие комплетно застануваат зад одлуката што ја донесуваат со целото нивно знаење и кредибилитет. Во однос на потенцијалот на нашите предпријатија, можем да кажем дека со тек на време, ова е веќе 4 повек, забележуваат прогрес во однос на квалитетот на проектите кои што ни се доставуваат, затоа што најверојатно требаше еден период додека да се прилагодат предпријатијата на нашите барања. Од друга страна, вела дека имаме голем потенцијал во оваа област, меѓутоа дека треба малку поголема храброст кај самите бизнисмени и предприемачи да ги превземат ризиците и на овој начин им помагаме тоа да го направат, затоа што до сега, доколку се одбратат во банка, младите компании, посебно стартап предпријатијата, тешко дека ќе добијат финансирање, најчесто остануваат на сами себе да се финансираат или на нивните семејства или пријатели, некој што верува во нивната идеја. Сега имаат можност државата, односно преку Фондот за иновации, да добијат и тоа значителна сума на средства, до 30.000 евра за помалите проекти кои што се во порана фаза на развој или до 100.000 евра и за таа помош може да аплицираат и на тој начин да ги поддржиме да побрзо пораснат. Можем да кажем дека за некои проекти регионално се иновативни, имаат регионален потенцијал, меѓутоа некои од нив имаат и потенцијал во глобални рамки. Секако дали ќе дојдат до таму е навистина тежок патот, повторно се наоѓаат во една ситуација кога им треба дополнителна поддршка и се надеваме дека неколку од нив веќе имаат втори инвеститор после нас, што е приватен инвеститор и е показател дека некој дополнително верува во таа идеја дека има можност да се пласира во најмалку во развиените европски земји. Да, дали имаме каква е статистиката, дали сите финансирани до сега проекти 37 кои што ги спомнавте, го заокружиле својот циклус и својата инвестиција успешно или може да се случи и во ситуација да и ве пазарот, да речеме, очекувањата се едно, меѓутоа пазарот и пласманот и маркетингот, како тоа до потенцијалниот купувач може да стигне наиделе на некои проблеми кои што биле непремостливи? Почнавме со 37 проекти, за жал еден од проектите е прекинат на барање на самиот корисник, едноставно има некои проблеми во менеджментот како млада компанија и него надмина за да продолжат со финансирањето. Меѓутоа имаме 36 предпријатија кои што успешно ги завршуваат сите активности кои што се предвидени во рамки на нивниот проект и тоа е една фаза која што ја следиме, а тоа е техничката изводливост, односно од некаква идеја, некаков прототип доаѓа до готов производ што е подготвен да се продава на пазарот и тука исто ризиците се доста високи, дали на крај очекувањата ќе бидат исполнати, односно дали решенијата ќе имаат некакви перформанси како што
што предпријатието очекувало, затоа што се тоа процес на тестирање, некогаш во лабораториски услови, некогаш со потенцијални корисници, со прва група на корисници и слично. Се работи за оние што се IT решенија, например некакви софтверски решенија, платформи и слично, полесно е и попредвидливи се дека ќе бидат реализирани. Меѓутоа некаде имаме машини и тие машини што треба да имаат дополнителни перформанси подобри од конкуренцијата, е навистина непредвидливо и неизвестно до крај како ќе излезе и навистина сме среќни што се упорни овие предприемачи кои што ги поддржуваме и кои што издржуваат до крај низ целиот процес и се снаоѓаат со предизвиците. Веќе во втората фаза, од кога завршуваат проектите кај нас, ги следиме како напредуваат и понатаму, меѓутоа не можеме да им се мешаме во работата, затоа што тоа се приватни компании и нивниот менеджмент и вработени се надеваме дека ќе издржат и понатаму и ќе се снајдат на пазарот. Тоа е навистина голем предизвик да се освојуваат пазари надвор од Република Македонија. Некогаш треба партнер, токму и затоа споменав дека некој од нив најде и приватен инвеститор кој што им помага да излезат надвор од Македонија. Така, од едно бегло проверување на подпишаните договори, видов дека имате еден договор со компанија од Валандово. Колку нашите компании на југоистокот тука се волни, спремни, подготвени да влезат во ризик или да имаат, или пак се креативни да имаат одредена иновативна идеја, колку од овие 36, ајде да ги кажеме, проекти се реализирали и се подпишале со фирми од југоистокот, која зборуваме југоисток, тука Гевгелија, Валандово, Доиран, Богданци, Струмица, Василево, Босилово, Ново село, Радовиш, Кончев, така една десетка. Ние сме многу присутни во сите градови што се поголеми во Македонија. Доаѓаме и во Струмица и во Штип, имавме неколку презентации при Лебидола, меѓутоа некогаш им треба повеќе време на компаниите да се подготват. Добиваме апликации од овие региони, меѓутоа надвор од Скопскиот, меѓутоа на крај најголемиот број на апликации доаѓаат од Скопскиот регион и со самото тоа веројатноста да добијат финансирање поголема таму. До сега има неколку компании што се надвор од Скопје, тоа посебно не радува. Затоа што сме свесни дека и во Струмица има доста иновативни IT компании кои што можеби не дошле да аплицираат до фондот и еве ги поканувам во оваа прилика да искористат можноста што стои на располагање. Свесни сме дека има потенцијал посебно кај IT компаниите кога станува збор, бидејќи може да работат оддалеку, не мора да се во поголеми градови сместени, може да ги продаваат полесно продуктите надвор од Македонија затоа што немаат оние комплицирани извозни процедури и слично, и некако самиот развој на интернет технологиите им го возможува сето тоа. Поприлично динамичен сектор е и морам да признам дека најголем дел од проектите кои што ни се доставуваат се поврзани со развој на некакво IT решение кое што е иновативно. Да, тоа ќе ве прашував, дали осем идеја, дали имаме недостаток на стручни кадри или можат предпријатијата и фирмите млади да најдат доволно потенцијал и човечки ресурси за и она што го имаат како идеја да го реализираат до крај? Може да зависи од сектор до сектор. Ние ги поддржуваме сите сектори, не сме фокусирани само да даваме приоритетно определени и со самото тоа зависи од сектор во сектор. Кај оние поголеми компании кои што ги користат кофинансираните грантови за комерцијализација и инновации до 100.000 евра, можем да кажем дека имаме веќе изграден тим, поголем потенцијал, човечки ресурси и слично. И често пати ги советуваме сепак да соработуваат со високообразовните и научно-истражувачките институции, од аспект што таму знаеме дека има луѓе со експертиза во определено поле, значи со тесна специјализација, кои што може да помогнат во истражување, развој, понатамошно тестирање со цел да се развие едно комплетно решение што е потребно на пазарот. Од друга страна, кај старта предпријатијата навистина се мачат и со човечки ресурси, голем е обртот на кадри, често пати се менуваат, луѓе доаѓаат, си одат, посебно во IT секторот, затоа што се борат со компании поголеми во Република Македонија и надвор од Македонија кои што бараат такви стручни лица и верувам дека на нив им е потешко. Меѓутоа, оние средства што ги доделуваме
од нив голем дел може да се искористат за плати на соодветни луѓе со соодветни квалификации, се со цел да решението се направи како што треба. Затоа што однапред им кажуваме дека кога доаѓаат кај нас предпријатијата со предлог проекти, треба не да тргнуваат од техничкото решение, туку да тргнат од тоа да ни објаснат која е потребата на пазарот за тоа решение. Кој тоа е подготвен да го купи тоа решение, по која цена и на кој начин ќе остварат високи стапки на раст на бизнесот. Доколку тоа лесно го објаснат, понатаму може да ги презентираат и луѓето во тимот кои што ќе работат на решението, кои што во моментот може и да не се вработени таму, меѓутоа би биле ангажирани доколку се добијат средства од фондот. Да. Како фонд за иновации и технолошки развој, претпоставувам дека имате така скенирано технолошкиот развој на македонските компании, дали со влезот на странските компании тука, дали се поместува тој технолошки развој, дали работат компаниите на модернизација, на целиот производствен процес, кој што од една страна ќе ми направи поефикасна работата, од друга страна ќе ги позиционира како поконкурентни на пазарите. Вообичаено странските компании кои што доаѓаат во Република Македонија работат по некои определени стандарди, кои што стандарди на нашите компании би биле побарани доколку се решат да извезуваат надвор од Република Македонија, и на тој начин, доколку некој работи како добавувач на странските инвеститори, неопходно ќе биде да ги прилагоди своите процеси интерни, се со цел да ги исполни сите стандарди на квалитет, на безбедност и слично кои што ги бараат странските компании. Ова доста помага да нашите предпријатија точно не само што ќе имаат бенефит доколку бидат добавувачи на овие компании, туку ќе може да пренесат некое знаење од таму и да соодветно не само со нив соработуваат, понатаму извезуваат надвор од Република Македонија многу полесно. Има бенефити, секако има и многу поголем простор за соработка, доколку од кај странските компании се соработува со факултетите на нашите студенти, им се овозможи да видат како е да се работи во една поголема компанија и слично. На крај останува индивидуално. На секој македонско предпријатие останува индивидуално дали ќе соработува со странска компанија, дали е подготвено да влезе во таков некој посложен процес, кај што треба малку да се внимава и на стандарди на квалитет. Така, можностите за финансирање кои што ги има и представено на вашата веб страница, доаѓаат комерцијализација на иновации, трансфер на технологии, техничка помош преку деловно технолошки акцелератори. Колку се користат овие инструменти, овие можности за финансирање? Дали овие се влегуваат во делот на овие 36 компании или овие се дополнителни програми кои што ги нудите како фонд за иновации? Ова се дополнителни програми за трансфер на технологии за акцелератори. Се уште немаме корисници од тие две програми. Кај кофинансирани грантови за трансфер на технологии имавме отворен повик во септември 2015 година. Планиравме да поддржиме два проекти до 200.000 евра, каде што нашето кофинансирање е до 50%. Другите 50% треба да стигнат од апликантот, меѓутоа за жал не добивме онаков тип на проекти како што се надевавме. Таму е предвидено да соработуваме со кластери, со комори, бизнес асоциации на повеќе предпријатија, се со цел секторски подобрување на секторската конкурентност на повеќе микро, мали и средни предпријатија, не само на едно. Идејата е да преку воведување некои стандарди за квалитет, сертификати или пак преку здружување и аутсорсирање на дел од процесот, производствен процес, доколку има такво нешто во тој сектор, би можело да компаниите заштедат, бидат поефикасни, може да обезбедат да користат некоја понапредна технологија, понапредно знаење и на тој начин да се поконкурентни. Например, за да бидам појасна, може да направат заеднички здружен некаков центар во кој што ќе прават компаниите од текстилна индустрија, во заеднички центар во кој што ќе може да се снабдат со некои понапредни машини, кои што ќе ги користат неколку предпријатија заеднички во определен дел, дали боење на текстил, дали кроеви и слично со помодернизирана опрема. На тој начин не мора секоја компанија да ги купува кај себе оваквиот тип на опрема, туку заеднички може да користат една ваков некој центар. Тоа се подразбира еден вид на заедничко инвестирање
во напредна технологија со поддршка на државата од 50%. Друга можност е доколку во некој сектор, например, за извоз од преработувачка индустрија, може да им треба да се исполнат некои од определени сертификати да ги имаат, што им се клучни за да извезуваат во определена земја и на тој начин да заеднички се здружат, обезбедат експертиза, затоа што најчесто експерти им ги подготвуваат на тржните процеси за потоа да го добијат сертификатот. Овие можности им ги нудиме и други бројни, зависи од сектор до сектор повторно. Да, деновиве многу гласно ги слушаме акцелератори, бизнис инкубатори. Која е таа можност за финансирање која што или таа веќе техничка помош која што ја давате? Тоа е индиректна помош за бизнисот. Делов на технолошките акцелератори се проекти кои што ги замислуваме до 500.000 евра, поддржани од државата. Од другата страна ќе треба тој што ќе дава акцелераторската услуга да мечира дополнителни 160.000 евра од прилика, минимум. Што значи дека со определен буџет 3 години би се обезбедувала услуга на млади компании, стартап предпријатија со иновативни идеи, решенија, дали тоа е производ, услуга или некаков процес, маркетинг, иновација или организацијска иновација, зависи во кој домен работат. Очекуваме дека акцелераторите ќе бидат оние кои што ќе стимулираат креирање на нови стартапи, ќе овозможат забрзување на развојот на тие стартапи преку давање на консултантски услуги, менторски услуги, комплетна една програма од 3 месеци, каде што предпријатието интензивно поминува низ сите тие тренинзи, добива некакво финансирање, до 22.000 евра почетно финансирање, можност има и до дополнително финансирање добија доколку постигнат некои индикатори и за тие 3 месеци да компанијата од едно ниво, да кажеме, пониско се доведе до едно повисоко развојно ниво, каде што ќе биде спремна за инвестиција. Значи, дали од приватен инвеститор, дали од инвестицијски фондови, или пак едноставно ќе биде подготвена да настапи на еден поширок глобален пазар, се со цел да генерира поголеми приходи да биде одржлива. На овој начин веруваме дека акцелераторите ќе допринесат на нашата работа, бидат комплементарни. Се надеваме дека 3 акцелератори ќе поддржиме, имаме буџет за истото, меѓутоа се уште екосистемот е во рана фаза на развој и со самото тоа го одложивме овој инструмент, требаше и да го доработиме заедно со експерти од Светска банка, се тоа го правиме и се надевам дека оваа година набрзо ќе биде конечно и отворен првиот акцелератор. Во однос на инкубаторите, тоа е една нова мерка која што планираме согласно акцијскиот план на стратегијата за иновации и нашиот среднорочен план 2017-2019 година, планираме да имаме инкубатори кои што се делов на технолошки инкубатори, слични на акцелераторите, меѓутоа кои што обезбедуваат една подолгорочна поддршка на стартап предпријатијата, од, да кажеме, идеја некој кога има, до помагање да се воспостави бизнисот, да се направи тимот, да му се помага на тимот да работи, да расте компанијата, па се до 2 до 3 години до формирање, да кажем, на една позрела компанија. Спомнавте Светска банка, каква е вашата меѓународна соработка? Претпоставувам дека фондовите за иновации не се нови во развиените земји. Каква е вашата меѓународна соработка и кои некои идеи или искуства кои што сте ги добили од таму би било поволно да се имплементираат и во рамки на домашното фондирање? Ние досега ги следиме трендовите кои што се светски и најдобри меѓународни пракси во овој дел. Од кога е воспоставен фондот е воспоставен врз основа на една таква добра меѓународна пракса, некаде каде што е видена и слично нешто дека вако постои. Постои во речиси сите развиени земји. Тука е финска Текес, Enterprise Estonia во Естонија, Агенцијата за предпријатија во Ирска. Значи имаме многу слични институции на секаде во развиените земји, меѓутоа и во регионот. Тука се Бикро од Хрватска, Фондот за иновацијска дејност од Србија. Така што она што ние го правиме е веќе проверено дека функционира. Меѓутоа не можеме да го само прекопираме кај нас, неопходно е да го прилагодиме на нашите услови, на потребите на нашиот бизнис. Имајќи го предвид сето тоа, нашите програми ги работиме многу долго, некогаш ги развиваме, ги дизајнираме, ги тестираме да видиме дали ќе бидат соодветни, заедно со експерти кои што ги добиваме од Светска банка во рамки на проектот за развој на вештини и иновации, кои што заедно го спроведуваме со Министерство за образование и наука.
Светска банка навистина ни беше од помош уште од почетокот на нашето формирање и продолжуваме со работа со нив никаде до 2019. Во меѓувреме соработуваме и со Европска комисија. Очекуваме да направиме неколку проекти во рамки на ИПА, средствата што ни се на располагање. Меѓутоа, секогаш тоа е малку еден подолгорочен процес. Во однос на најдобрите пракси, сите овие 4 инструменти кои што ги имаме веќе се одлична пракса некаде која што дава резултати и така ги идентификувавме заедно со Светска банка дека на нас тоа ни е потребно во моментот приоритетно. Меѓутоа дека овие средства од 10 милиони евра кои што ги имаме за до 2019 година да се пласираат во приватниот сектор, планираме и да ги зголемиме преку фонд за еквити и мезанин инвестиции, кој што би го поттикнал приватниот сектор, приватните инвеститори пред се да заедно со државата вложуваат во вакви иновативни бизнеси. Идејата е да, имајќи предвид дека недостига финансирање во оваа област, за жал се уште предпријатијата се потпираат на нас како државна институција, си надеваме дека со тек на време приватните инвеститори ќе се преземат потребната улога на пазарот на капитал. Така. Јас ви благодарам за гостувањето во емисијата Отворено студио. Сметам дека начинавме одредени теми кои што можат да бидат интересни и тригери за дел на компании кои што може да ги искористат оваа можност до 3 мај, да ги искористат овие инструменти. Се надевам дека во некоја наредна прилика повторно ќе сумираме резултати од работењето на фондот. Ви благодарам уште еднаш за поканата и ги поканувам вашите гледачи да се информираат повеќе на нашата веб страница на Фондот за инновации и технолошки развој за можностите што им ги даваме, меѓутоа и на нашата Facebook страница посебно затоа што секој ден објавуваме некаква новина поврзана со нашето работење. Така, ви благодарам вас, поштувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое го следевте ова Отворено студио на телеканал А1. Останете на нашата програма, пријатно.